грипот однесе уште еден живот во земјава. Македонија, Србија и Босна ќе увезуваат отпад од ЕУ. Трамп најави високи царини за Европа. Белгија бара 120.000 млади за воена служба. Големината на мозокот не ја одредува интелигенцијата кај кучињата. Најдобрите светски градови за дигитални номади, 3 од нив во регионот. Во текот на минатата недела, грипот однесе уште еден живот во земјава, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје. Починатото лице било во ризична група со претходни здравствени состојби. Според извештајот, во истиот период се регистрирани 3035 нови случаи на грип, што представува благ пораст во однос на претходната недела. Најголем број заболени има во Скопје, Битола и Куманово. Епидемиолозите предупредуваат дека вирусот се уште е активен и апелираат до граѓаните да се придржуваат до мерките за заштита. Особено загрозени се хронично болните, бремените жени и постарите лица. Од почетокот на сезоната, вкупниот број на заболени од грип надмина 15.000. Лекарите препорачуваат избегнување на затворени простории со голем број луѓе и засилена хигиена како најдобра превенција. Македонија, Србија и Босна и Херцеговина планираат да започнат со увоз на отпад од Европската унија, со цел негова преработка и користење како енергенс. Оваа иницијатива предизвика реакции во јавноста, особено од страна на еколошките организации. Според властите, увозот на отпад би бил строго контролиран и наменет само за индустријска преработка, без опасност по животната средина. Се најавуваат регулативи кои ќе го спречат внесувањето на токсични и несоодветни материјали. Меѓутоа, еколошките активисти предупредуваат дека ваквата практика може да доведе до зголемено загадување и ризици за здравјето на граѓаните. Тие бараат поголема транспарентност и контрола врз целиот процес. Во регионот веќе постојат примери на несоодветно управување со отпад, што ги зголемува стравувањата. За сега, владите на трите земји уверуваат дека сите мерки за безбедност ќе бидат почитувани. Доналд Трамп најави дека ќе воведе високи царини за увоз на европски производи во САД. Оваа мерка би ги погодила автомобилската индустрија, винската продукција и челичниот сектор во ЕУ. Според експертите, овие царини ќе доведат до зголемување на цените на европските производи во Америка, но и до потенцијален одговор од Брисел со контрамерки. Ова може да ја влоши економската соработка меѓу двете страни. Европските лидери веќе изразија загриженост и предупредија дека можни рестрикции врз трговијата ќе имаат негативни последици за двете економии. Аналитичарите предвидуваат турбулентен период во глобалните пазари. Трамп претходно водеше трговска војна со Кина, а сега најавува слична стратегија кон Европа. Доколку овие мерки се реализираат, можно е драстично да се сменат економските односи меѓу САД и ЕУ. Белгија отвори конкурс за 120.000 млади лица кои сакаат да се приклучат на доброволната воена служба. Оваа иницијатива има цел да ја зајакне одбраната на земјата и да привлече повеќе кадри во армијата. Според белгиските власти, програмата е наменета за лица од 16 до 30 години и нуди различни обуки, од логистика до активни борбени задачи. Учесниците нема да бидат обврзани на долгогодишна служба, но ќе стекнат воени вештини. Министерството за одбрана нагласи дека ова е дел од поширока стратегија за модернизација и зајакнување на вооружените сили. Иницијативата се гледа и како начин за ангажирање на младите во националната безбедност. Овој потек доаѓа во време на зголемени геополитички тензии во Европа, а Белгија се надева дека со новите регрути ќе ја зајакне својата воена подготвеност. Вистина е дека долго време се веруваше дека поголем мозок значи и поголема интелигенција, но ново истражување покажува дека тоа не важи за кучињата. Научниците откриле дека попаметните кучиња, особено работничките раси кои извршуваат сложени задачи, сушност имаат најмали мозоци во однос на големината на телото. Од друга страна, кучињата придружници, како чивавите, имаат релативно поголеми мозоци. Истражувачите од Франција и Швајцарија анализирале черепи од 1682 кучиња од 172 раси и утврдиле дека селективното одгледување значително влијаело врз големината на нивниот мозок. Вистина е дека расите со поголем мозок покажуваат поголема анксиозност и агресивност, додека работничките кучиња, кои имаат помала релативна големина на мозокот, се подобро истренирани и послушни. Ова откритие ги доведува во прашање досегашните претпоставки за поврзаноста меѓу големината на мозокот и интелигенцијата.
Вистина е дека важен фактор е не само големината, туку и внатрешната структура и организација на мозокот, што е клучно за одредени функции како лов, чување или дружење. Дополнително, научниците утврдиле дека работничките кучиња имаат поразвиени когнитивни способности поврзани со соработката со луѓето, иако нивниот мозок е релативно помал. Вистина е дека ова укажува на тоа дека интелигенцијата кај кучињата не зависи од волуменот на мозокот, туку од неговата функционалност. Друг важен аспект е влијанието на човечката селекција врз интелигенцијата кај кучињата. Вистина е дека луѓето, преку одгледување, несвесно ги обликувале карактеристиките на различните раси, некои се понаклонети кон учење и соработка, додека други имаат зголемена емоционална чувствителност. Овие наоди можат да имаат големо значење за идните истражувања на однесувањето и когнитивните способности кај животните. Вистина е дека со понатамошно испитување на структурата на мозокот и неговата врска со функцијата, научниците можат подобро да разберат како еволуцијата влијаела на различните раси на кучиња. Ново истражување откри кои градови се најдобри за дигиталните номади, луѓето што работат од далечина и често патуваат. На листата се најдоа и 3 градови од нашиот регион, Белград, Загреб и Љубљана, што покажува дека Балканот станува се попривлечна дестинација за оваа група. Главните критериуми за рангирање биле квалитетот на интернетот, цената на животот, безбедноста, климата и можностите за работа од кафулиња и простори за коворкинг. Меѓу најдобрите градови во светот се Лисабон, Чијанг Мај, Барселона и Бали, кои веќе долго време се популарни меѓу дигиталните номади. Белград, Загреб и Љубљана привлекуваат се повеќе странски фриленсери и предприемачи. Благодарение на пониските трошоци во споредба со Западна Европа, подобрената инфраструктура и гостопримливата атмосфера, овие градови стануваат одличен избор за оние кои бараат флексибилност во работата. Популарноста на дигиталниот номадски начин на живот продолжува да расте, а Балканот станува се попрепознатлив како дестинација која нуди одличен баланс помеѓу квалитетот на животот и деловните можности. Грипот однесе уште еден живот во земјава. Македонија, Србија и Босна ќе увезуваат отпад од ЕУ. Трамп најави високи царини за Европа. Белгија бара 120.000 млади за воена служба. Големината на мозокот не ја одредува интелигенцијата кај кучињата. Најдобрите светски градови за дигитални номади, 3 од нив во регионот.